Здраво, со нас е градоначалникот на општина Битола, доктор Тони Коњановски. Добре ни дојдовте и ви благодариме што ја прифативте поканата да бидете наш гостин. Благодарам на поканата, навистина чест ми е да бидам со вас, со толку млади денес, еве на еден убав јубилеј во Америчкото катче, со кое ја продолжуваме секако традиционално добрата соработка, добрите односи кои ги имаме меѓусебно. Честитки уште еднаш за јубилејот и за поканата. Дали општина Битола се интересира за вакви проекти со невладини вакви организации, со американското катче за понатамошни проекти кои што најмногу би рекла би ги засегале младите, затоа што се сега најактуелна тема младите? Секако. Младите се приоритет, и не е декларативно што го кажувам, во целото функционирање на локалната самоуправа. Да кажам дека во текот на месец август бев на едно студиско патување на покана на Америчката амбасада, на Стейт департментот и со група градоначалници во кои осознавме многу искуства, посебно од функционирањето на локалните самоуправи, и она што мене ми остави голем впечаток и она што го запамтив и кое сакаме интензивно да го примениме и тука е соработката, да ги речам тие столбови на кои се подпира локалната самоуправа. Една е бизнис заедницата секако, меѓутоа многу значајно невладините организации и волонтерството. Тоа е она што го практицираат во Соединетите американски држави и односот према младите кои го имаат. Значи, како локална самоуправа, напоменав, еден од приоритетите ни се овој прекрасен град во кој живееме сите заедно, за кој велам дека е жив град, кој има перспектива за мене, неверојатни можности за развој, кои еве не сме ги можеби искористиле сите онака како што треба. Со се уште голема живост, се уште популација која е тука присутна, во однос на младите зборувам. Младите ни се приоритет на вистина, и тоа е не само соработката со американското катче, со сите невладини организации, со бизнис заедница која ги помага, невладините организации во кои се активно вклучени, Црвениот крст, например, како огромна организација која згрижува дел од младите со кои имаме одлични соработки, и сите тие иницијативи ни се насочени кон отварање на работни места, кон привлекување инвестиции, домашни или странски, се со цел да ги задржиме младите. Има и уште една друга работа која овде ја потенцирам за Битола и која е карактеристична можеби, една огромна колонија од IT секторот, која функционира преку 2500 вработени млади луѓе кои за добра плата, да речам, работат, екзистираат во Битола и се враќаат од Скопје или од можеби онаму каде што биле, така да Битола има перспектива. Еве, со сите овие иницијативи кои што ги нуди општина Битола, дали гледате заинтересираност кај младината да се вклучува во вакви проекти, во волонтерство? Да, гледам иницијатива. Младите, видите, се помалку политиката ги интересира. Меѓутоа, кога зборувам за политика, да зборувам за она повеќе политиканство би го нарекол, во кое сме заглавени за жал многу години назад, ги интересираат политиките на локалната самоуправа, она што локалната го прави за младите. Да кажам дека на ниво на општина Битола функционира и младинскиот совет со кој интензивно работи. Отскоро го имаме и центарот Europe House го имаме овде во Битола, соработката која со Америчкото катче, договараме и за еднава година да го продолжиме тој саем за креативност и иновации, да направиме нешто заедничко. Работите кои овде ги видов во холот на Центарот за култура се навистина креативни работилници, можем да ги наречам, кои и за мене се нешто ново, кои ги практицираат младите, така да имаме многу идеи, а идеите вие ги давате младите. Ние сме тука само да ве подржиме. Ви благодариме многу, се надеваме на многу успешни соработки во иднина. Здраво на сите, денес се наоѓаме во американското катче во Битола по повод нивната 20 годишница. Најпрво, Ивана, ти честитам за сите овие изминати години и успех на катчето. Ти благодарам. И ти благодарам што прифати да бидеш наша гостинка денес. Ти благодарам и тебе на поканата. Од кога си ти тука? Можеш да ни кажеш нешто повеќе за катчето, за тебе? Да, катчето прославува 20 години оваа година и со тоа и американските катчиња во нашата земја го прославуваат, бидејќи првото катче отворено токму во Битола. Јас сум дел од американските катчиња веќе 12 години.
Мојата приказна започнува најпрво бев дел од Summer Internship програмата, првата програма на Американското катче, и потоа, да речем, ми започна работниот статус. Во текот на годините доста луѓе се заслужни за овие 20 години и за самиот процес на добрата работа на катчето. Да, се менувале луѓето, меѓутоа успехот продолжил напред. Дали знаеш колку членови има моментално во битолското катче? Моментално броиме околу 6000 членови, со некој просек од во овие 20 години, можам да кажам, со 300 индивидуални програми во текот на годината. На нашите настани, навистина, ја имаме таа среќа да доаѓаат доста заинтересирани и имаме добар одзив на сите наши програми. Од која до која возраст можат да се зачленуваат луѓето? За да се стане член мора да се има валидна лична карта, тоа значи да се биде полнолетен. Меѓутоа сите се добре дојдени. Нормално со согласност од родител можат и најмалите да бидат дел или да членуваат во Американското катче. Меѓутоа сите се добре дојдени. Така, јас ги следам вашите активности, програми, многу се интересни и ви посакувам да продолжите така и уште повеќе членови да имате во иднина. Ти благодарам. Ви благодарам што го гледавте денешното интервју, се гледаме во следното. Здраво на сите, повторно сме ние, тука заедно со директорката за Центарот на култура, Маја Андоновска-Илиевски. Здраво, како сте? Здраво, добро, одлично во друштво на вакви прекрасни млади луѓе. Така, првото прашање ќе ми биде каква е соработката со Центарот на култура и Американското катче? Па со оглед на тоа дека Американското катче тука е веќе многу долги години, можам да кажам дека имаме една многу интересна соработка, особено затоа што на некаков начин ние ги чувствуваме за наши и тоа е нормално затоа што користат дел од нашиот простор. Со самиот факт што Американското катче има постојани активности во кои што се вклучуваат младите луѓе, а нашата главна цел е нормално младите луѓе кои што остануваат како наша идна публика да влегуваат во овие простори. Многу често правиме заеднички соработки во кои што главната цел ни е привлекување на идната публика или можеби идните културни работници од нашиот град. Така, а дали имате некои нови проекти кои што ги нудите во однос на младите? Еднаш да ја завршиме оваа година, во која што мислам дека навистина понудивме многу различни активности за различни генерации, не само за младите, меѓутоа кога станува збор како Центар за култура, ние се трудиме секоја година во сите наши проекти да вклучиме млади луѓе, особено средношколци како вас, кои волонтираат на нашите фестивали, волонтираат на сите работи во кои што можат да се пронедат, без разлика дали станува збор за театар, музика или пак визуелни уметности како ликовната уметност. Меѓутоа во комбинација и во соработка со Америчкото катче со Ивана, во креирањето на активностите кои што тие ги прават и во организацијата на промоции на проекции на кино и така натаму. Мислам дека навистина сме интересни и отворени за најразлични активности во кои што младите луѓе би нашле по нешто во кое што би биле заинтересирани што почесто да не посетуваат. И како за крај, имате некоја порака која што сакате да ја искажете? Да, може би во ова модерно, современо, дигитално време, културата и не е толку ин, меѓутоа пак од друга страна сметам дека културата никогаш не излегува од мода. И не да се доаѓа на театар, и не да се доаѓа на концерти, на изложби. Би ги посоветувала младите луѓе почесто да ни доаѓаат тука, да читаат книги. Има феноменални книги кои што и катчето ги нуди, меѓутоа нормално ова е едно време во кое што е достапно, па дури и во таа дигитална ера. Така што верувам дека културата има моќ да го променува светот на подобро. Би ги поттикнала младите луѓе што повеќе да се занимаваат и да се интересираат за култура отколку за шунт. Ви благодарам многу. Здраво на сите, следна гостинка Калиопа Стилиновик, почесен конзул на Франција во Битола. Добар ден, конзулке, ви благодариме што ја прифативте поканата. Благодарам и вам на поканата. Овде сме денес по повод 20 години постоење на Американското катче во Битола. Па како прво прашање би ве запрашале каква е соработката со Американското катче и Француската алијанса тука во Битола? Како почесен конзул кој што учествувам во работата и на Француската алијанса нормално, можам да кажам дека имаме извонредна соработка помеѓу овие две институции кои што се тука за да ја шират културата,
да шират такви добри односи и нормално на нашата битолска публика да им пружат активности индивидуални, но и заеднички активности кои што ќе го подобрат нивното културно живење. Кога сме кај активностите, дали би можеле да издвоите некои активности кои сте ги реализирале заедно, ете така ви оставиле впечаток? Заеднички организиравме повеќе активности. Имавме некои читања на поезија, потоа во време на корона исто така онлайн, во време кога требаше многу да се приближиме, тоа беше добро, што мислам Америчкото катче заедно со Француската алијанса и Центарот за изучување на грчки јазик спроведува активности заеднички, така да секогаш кога, например, ние нешто организираме, катчето е наш гостин, и ние гостуваме на нивните активности, секако, па и во една проширена соработка со Центарот за изучување на грчки јазик, ако добро го кажав, мислам, тоа е една институција која што исто така соработува со нас. Сега, бидејќи сте сепак француски конзул, колку во тие активности се трудите да му дадете на присутност на францускиот јазик? Бидејќи знаеме, тука е американско катче и тие примарно ставаат акцент на англискиот јазик. Сега каков е тука односот помеѓу тие два јазици? За јазиците ние воопшто не водиме никаква битка, затоа што нормално е денес англискиот јазик го замена францускиот во она што значи лингва франка и ние сме сосема свесни за сеприсутноста и универзалноста на англискиот јазик и тоа го почитуваме. Единствено што, знаете, кога се организираат такви културни активности, добро е да има некој француски и поинаков шмек, француски шарм да му се даде на нештата, така што, например, кога имавме некои заеднички читања или на поезија, или, например, кога станува збор за некој филм, или јас тука сум била со деца кога имале активности, е многу добро затоа што секој на некој начин го промовира собствениот јазик, а при тоа не нарушувајќи го интегритетот на јазикот тука, кој што е секако главен и примарен, тука си е англискиот, кај нас е францускиот, само со една соработка може да се постигне подобро да биде. Сега уште сакав да ве прашам, ги спомнавте децата и учениците, колку е за нив полезно американското катче и активностите кои ги организира? Исклучително, затоа што на Битола и фалат многу вакви катчиња. Американското слави веќе 2 децении од своето постоење. Тоа е едно место каде што знаат и сите генерации дека можат да дојдат, дека вратите се отворени. Тука има многу креативни активности, многу се внимава и мислам активности, иновативни, креативни, го следат духот на времето и мислам дека едно посакувано место е ова американско катче. Впрочем, да искористам приликата да кажам дека и нашата француска алијанса може би не вака сместена во центарот на градот, но сосема блиску и нашата алијанса се труди да биде ист таков дом за оние што сака да научат јазик, култура, да се дружат и слично. Ви благодарам многу, конзул. With me now is the Public Affairs Officer from the U.S. Embassy, Dolores Pran. Dolores, thank you for having us today. So what is the first question actually is what is the difference between the American corners here in Macedonia and all around the world? That's a great question. I have served on almost every bureau of the State Department, so East Asia Pacific and South America and Africa and New Zealand and Europe now. And I think that what they all have in common is kind of more important and what's different, because everything about American Corners is about bringing information and experiences of the United States to the world. What's different is I think it just kind of depends on the host institution. Like here we're in a cultural center that has a lot to offer and a lot of space, and many American Corners are sort of literally corners tucked away in libraries and very focused on books and material lending. And here you have an opportunity to make things, to have more events. I hear you have very big events sometimes, which is super exciting. And a lot of American Corners don't have that opportunity. Yes. So what is the most interesting fact that you know about the American Corner here in Bitola?
So I learned today that this is our very first American Corner in North Macedonia. It makes sense because we're here celebrating the 20-year anniversary of the American Corner. Also, I remembered reading earlier that this is one of the very first, what they call sort of community centers that the Department of State ever established in the world. So that's very impressive. Which projects organized by the American Corner are the most interesting for youth members? I think that there's such a variety, right? I love film, so I lived at film screenings. My mom's a librarian, so I love the fact that there are books that people can come here and read if you want to read anything in English or get information about studying in the United States, careers, whatever. You have a resource here. I also love, in recent years now, we have these maker spaces. So you can come and you can make things, 3D printing, which is really relevant. I was just seeing something on the internet the other day that, there's a new Godzilla movie. Yes. And they 3D printed, like, the actual little mini Godzilla, which is so cool. So you could actually do that right here, with the materials here. So that's very cool, I think. Thank you again for accepting our invitation. Thank you for having me, Anna. Здраво, здраво! Со нас е професорката по англиски јазик во Горната гимназија, Јасмина Василевска. Добре ни дојдовте, фала ви што прифативте. Добре ве најдовме. Благодарам. Со оглед на тоа што Американското катче слави 20 години од своето постоење, дали може да ни кажете нешто за соработката која остварува нашата гимназија со катчето? Уште од самото започнување на работа на Американското катче во Битола, соработува со сите училишта во Битола, посебно со средните. Инаку самите почетоци ни беа поврзани со работилници на самите часови, а после ги проширивме истите со доаѓање тука во Американското катче, за членување на ученици и користење на библиотеката што е тука и секакви активности кои произлегуваат од идеи на учениците и на вработените тука. Дали има интерес кај учениците од гимназијата да се вклучуваат во проектите на Американското катче, кои што се во соработка со гимназијата, се разбира? Да, секако. Значи, се што е надвор од наставата е нормално интересно и предизвик за секој од учениците, посебно за сите програми и сите можности што ги нудат од Американското катче, за студирање надвор, за учење, размена на ученици во средните училишта и така натаму. Значи, секако игри, неформални средби, работилници, гледање на филмови, што сега последните години ни е хит, да речеме, и така. Дали би извоиле нешто за кое што најмногу се заинтересирани од тоа што го нуди, од програмата што ја нуди Американското катче? Дали овие некои, како да кажем, по неформални активности или по формални? За се би рекла подеднакво, меѓутоа сега во насока на студирањето надвор, можам да речеме прилично атрактивно. Американската амбасада преку вработените тука ги нуди тие програми и можности за студирање надвор. Многу наши ученици веќе заминале, се презадоволни од сето тоа што го нудат и останале да си ја реализираат својата професија во американските подрачја или пак на други места ни светот каде што има. Здраво на сите, тука се наоѓаме со Марија Василевска, која што е член, а воедно и предава во Здружение Пелагоднија. Здраво, како сте? Здраво, прво ви благодарам на поканата, мило ми е што сум денес заедно со вас. Како што ме представивте, јас сум Марија Василевска и сум член и надамнешни предавам во Здружението Пелагоднија или под брендираното наше име Пелагоднија Association. Воедно Пелагоднија Association е сертифициран центар за изучување на грчкиот јазик на ниво на цела Република Северна Македонија. Наша главна задача е продлабочување на академската соработка меѓу младите. Тоа можеме да кажеме за Пелагоднија. Да, сега каква ви е соработката со Американското катче и вашето здружение?
Соработката меѓу нашето здружение Pelagonia Association и Американското катче во Битола ни е долгогодишна и ни е одлична, можам да кажам. Секоја година организираме по нешто, имаме нон-стоп некои активности, сме во одлична соработка. А активностите кои што со кои заедно действувате со Американското катче? Па можам да ги издвојам поетските работилници кои се случуваат скоро секоја година, еднаш во годината имаме поетски работилници, чии главна задача е да ја шириме културата на двата јазици, всушност на сите јазици кои се овде во Битола, а чија главна алатка на тие јазици се оние кои ги изучуваат јазиците. Работилниците имаат важна улога, бидејќи они носат главни задачи, ширење, кој што кажав, на културата и познавањето на јазиците. Да, фала ви премногу.